Сузе, следен наш гостин имаме, со кој што Баже Натов, косплей, така? Добро утро и добре ни дојде. Добро утро, добро ве најдов. Ке промовираме нешто ново, насловено Само ти. Односно, само ти, не со само, туку ти. Ти, две букви, ама многу кажува. Многу кажува, така е, Сузе. Повелете. Благодарам многу, добро утро и добре ни дојде Баже. Еден од двајцата представници на косплей, дуо кое што полека, ама сигурно чекори кон своите соништа. Инаку се работи за една успешна градска велешка приказна, која што датира од не многу одамна, така, нели? Колку време се... Пред околу 4 години се случи се и официјално за прв пат го направивме бебешкиот чекор, што се вели така народно. Пукна мразот, направивме песна насловена Ти, во етерот е пуштена неодамна пред околу неполна недела, се надева. Ние имаме чест да видиме тие кои што ја светска премиера имаме денеска на Ти, така, нели? Дај Боже, во иднина и да има уште многу вакви работи, да се случуваат вакви хитови. Работиме на тоа ние, неуморно. Кој е задолжен, кој е потпишан на оваа композиција? На оваа композиција сме си и јас лично и мојот драг колега, другар, Симеон. Симеон. Можем да го поздравам од тука, он е моментално на одмор. Во Левкада, еве специјален поздрав до него. Да ги исто така сакам да ја поздравам целата македонска публика, целиот македонски аудиториум што не следи моментално и се надевам во иднина косплей ќе ја задоволува оваа македонска музичка сцена со хитови, неуморно. Верувам и го очекувам тоа од вас двајца. Песната е направена од нас лично, композицијата и текстот. Во иднина исто така ќе продолжиме јас и Симеон да работиме на своите дела. И се надевам дека ќе оди се во добра насока. Так, ќе имаат можност гледачите да го погледнат спотот веднаш по завршувањето на нашиот разговор, ама еве сакам малку повеќе да ми откриеш нешто за музиката која ја пеете, која ја консумирате и која ја подарувате на вашата публика и колку Велес како еден од оние градови кои што секогаш знае да го препознае квалитетот, ама секогаш знае да го награди квалитетот, колку простор имате во вашиот град за себе промоција? Па во искрено Велес да, е еден од градовите кај што уметноста владее на секое поле и ние често можеме исто така да ја почестиме и нашата градска локална публика со едно вакво дело и сме доста прифатени во однос на тоа. Сме исто така мотивирани заради тоа што доаѓаме од еден град вака градот на раци, градот на гемиџиите. Градот на гемиџиите. Колку сте горди по ова прашање, кажи ми? Колку младите си ја знаат историјата на Велес? Верувам дека доста од младите си ја знаат. Верувам во тоа. Пошто реално значиме нели за град каде што е отворена и првиот театар. И првата гимназија. И одлично функционира новиот театар, одлично, на одлично ниво. Сепак во секој однос на уметности градот функционира на прекрасно ниво. Да. Од некои мои неофицијални информации знам дека како и во сите градови, така и Велес ова лето има неколку сцени, неколку летни отворени сцени каде што се случуваат разноразни ивенти. Има Велес официјално културно лето? Има како Велес како музичко лето оваа година, да, и на повеќе локации има сместено како бини и исто така се случува како некој музички хепенинг и некои такви ствари, да се даде. Од исто така неофицијални информации од она што имам пријатели по сите градови, па и роднини, можам да се пофалам и сум многу горда на тоа, дека ако на времето Штип и Кавадарци важеа за градови во кои се правеле најдобрите ноќни забави, во поново време и Велес веќе се наближува кон таа една... Да, градира. Да, градира. Каква музика се консумира навечер на ноќните свирки во Велес? Може Велес да задоволи од повеќе стилови, значи за сечи вкус. Знам дека од околностите и од целата Македонија, од сите градови, сите
луѓе што може да дојдат, мислам дека за сечи вкус има задоволителен свој жаран, кај што можете секој локал да посетите, кај што има жива музика и да уживате. Па и на Скопје никога ќе им се здосади Скопје, ма еве го каде е Велес, побрзо ќе стасаш од Скопје до Велес по автопат, отколку до некоја од одредена општина до друга општина во Скопје, жал поради сообраќајот. Да. Колку го искористувате езерото и колку таму, да речеме, постои простор за културна забава? Има доста забави на нашето езеро, мислам на езеро Младост, пошто моментално ете така е и качено нивото малце на туризам, има направено некои нови ствари исто така и се работи на тоа. Мислам дека во иднина би било и уште на повисоко ниво, така да ќе оставиме да видиме времето што ќе ни покаже, али се надевам на најдобро секогаш, да. Одлично е. Симеан, кажавме дека во моментов е оправдано одсутен, е таму по убавите левкарски плажи, Так. Го поздравувам, а морам да ти признам и дека му завидувам што е таму, но затоа си тука ти. Работите забрзано и на нови материјали, и на други песни. Кога следна песна можеме после ти да очекуваме и да промовираме? Неуморно, еве, јас го чекам да се поврати од одмор, да се одмори убаво, да ги наполни батериите и мислам дека одма непрекинато ќе почнеме со работа, пошто реално сме на некој начин народски гладни веќе да го направиме и вториот наш сингл. Така да ова ни дае една мотивација и еден голем чекор, со тоа бебешки чекор, ама сепак голем чекор во нашата сфера, што мислам дека во иднина ќе се случи и втора и трета. До крајот на оваа година би сакал да се случи и трета песна. Да е вистина, така. Да. Верувам дека ќе има успешни песни, но што е со колку велешани ве знаат, ве прифаќаат, велат дека некаде се случува да секаде полесно не прифатат, полесно не издигнат, полесно не вреднуваат отколку дома. Дали по правило е некако дека дома најчесто знаат и да не изигнорираат, знаеш зашто? Затоа што го знам баже од мал. Така, како да, не сме заборавени како на маргините. И мене истото ми се случува во Битола. Јас да речеме како во Битола што знаат да ме поминат, како да воопшто ништо не сум направила, а некаде во светот пак да ти дадат големо признание, што навистина е понекогаш и фрустрирачки. Така, не, можам да кажам со сигурност со тоа дека сме, па добро, сега значи ме увелес како градски деца, вака сме нонстоп испаднати, нонстоп сме низ градот, нонстоп се гледаме со луѓе, нонстоп се комуницираме со луѓе и во одсек на музика и во одсек на било што друго. Градски муабети, така да сме со голема поддршка од Велешани, локално сме доста поддржани и можам стварно да се пофалам со тоа. Да. Колку го користите интернетот и отколкава ви е предност или олеснување во ова современо секојдневие во кое што, за жал, јас кога бев на твоите години немавме ние таква поддршка, немавме таква привилегија, едноставно се моравме пешки, што би се рекло полека, чекор по чекор. Така, па сега интернетот од еден аспект не знам како можам да ги поделам прецизно овие работи, ама преку интернетот можам да класифицирам како и квантитет и квалитет. Тука има разлика. Значи, можеш да добиеш квантитет на интернетот, но не и квалитет. Пример, порано, можеби по побавни чекори се добивало тоа вистинското. Сега ќе има публика, можеби широк спектар на публика, ама не публика можеби од полза што слуша твојата музика или што се воодушевува од твоите ствари, а сепак имаш само бројки, а не знаеш дали имаш доволно слушатели. Но не за сега реално тоа, пак сакам да кажам, прво работиме и за нас, прво лично и персонално за нас, пошто имаме музички амбиции доста големи и мислам дека во иднина ќе продолжиме на тоа поле да работиме неуморно. Сигурна сум дека ќе биде така. Да. Приватно, покрај тоа што информатичките студии ти беа едно време многу голем предизвик, верувам дека ќе дојде денот кога и со тоа ќе се заокружи целата приказна. Ти си голем љубител на животните. Да. Кажи ми нешто повеќе за тоа. Голем љубител на животни, па од мал растен така. Имав прилика и така да растам на
кај дедо на бавча, така и имавме од секој тип на животно, скоро така, домашно животно. Вдомуваш животни, Да, им ги сакам помагаш, животните, ги имам сакаш. емпатија кон нив, да, баш така и сега останав така на мачиња, а не знам што немам чувано дома, веќе така се тресат од мене, буквално, знаеш, не знаат што ќе донесам, не знам, тигра немам донесено. Осеќаат ли животните кога некој чувствува посебна емпатија кон нив и која е најинтересната лекција која си ја научил од животните, бидејќи секое маче, секое куче има карактер, така нели? Точно. И две исти мачиња немаат исти карактер. Да. Па има доста може да се научи од животните, иако ќе речеш дека е како маче, сепак поседува и тоа доста големи способности за било што, само треба да се чита малце меѓу редови реално и со животните па некоја мала, мислам, поголема филозофија така. Да, иначе многу работи можат да се научат од нив. Да, но Со чисто срце. како вели една поговорка, колку повеќе ги запознавам луѓето, толку повеќе ги засакувам животните. Бидејќи навистина едно животинче без разлика дали станува збор за куче, маче или папагалче, не може никогаш толку да те повреди, да те навреди, да се чувствуваш лошо како што некогаш тоа може за жал да биде човекот. Да. Има ли доста бездомни животни кои шетаат по скитници по Велешките улици? Па, регулирано е во последно време, мислам дека претходно имавме, поише се справувавме со некои такви ствари, реално, мене ако ме прашуваш, не се голем проблем уличните кучиња, според мене. Не знам зошто на луѓево, знаеш, некако никогаш не сум се поставил лошо према некое локално куче, искрено, за да бидеш нападнат или каснат или така во проблем. Сега треба да се даде стимул на тоа, мислам и јас. Не секој човек, нели, е слободен кога се шета низ чарши кој има бездомно куче, ама мислам дека не е некаков преголем проблем. Така. Преголем. Ајде да се вратиме ние повторно на композицијата која денеска доживува премиера. Ти станува збор за номерата Ти, која жанровски некако не би можеле да ја класифицираме во некој конкретен поп жанр или некоја друга музика, но верувам дека е оној тип на музика кој што го примаат и го веројатно би можело да им биде симпатично на сите генерации. Дали наменски, дали планирано ја направивте во таков жанр или едноставно така ви кликна? Песната е направена скупштина жанрови што сме слушале, скупштина музика што сме слушале во теков на животов, ја и Симеон, го преточивме во еден сингл. Значи, за тоа повеќе детали можат да се забележат внатре во песната и од музички аспект. Околу видеото исто така сакам да го поздравам фотопента Иво Иванов, кој што се потруди максимално околу видеото и си го одработи своето на врвен начин, баш по планот. Песната жанровски е баш така, поп-рок може да се класифицира, а дека може да се сретнат и други стилови внатре, можат. Има доста детали, има доста ствари вметнати. На колку локации се снимаше? На 4 или 5 локации, мисламе, снимана така. Низ вашиот град и околината? Да, алудиравме максимално колку што можеме на Велес, автентичностите што ги... Кои се тие открините мулами и што е она што во Велес не смее да се заобиколи ако се посети? За некого знаеш... Па мислам спомен Костурницава вака на Влесе прва. Железничкиот мост, што е баш уникатна автентичност, заштитен знак на градот. На Велес. Што е поврзува едната страна со другата на градот. Исто така градскиот сад, не смее да се занемари и тој. Имаме некои интересни мурали од Кочорацин, пример. Имаме доста ствари имаме од аспект на артот, и во амфитеатарот имаме нешто снимано. Има доста автентичности веле што може да се видат, градското кале горе што ета така малце заборавено, го имплементиравме и него, го вметнавме у спотов. Ни беше така предизвик. И се уште да ни кажеш каде можеме јас и Слободанка да дојдеме на некоја свирка да ве слушаме со Симеон, би било супер. Со задоволство. Кажи ни каде настапувате? Настапуваме локално во скоро може да се каже дека во секој локал во Велес, не знам уште каде немаме. Затоа и кажав дека поддршката ни е доста голема и доста сме добро прифатени. Настапуваме
со повеќе жанрови, ние не ги двоиме жанровите од кои пример не се изолираме, свириме само рок, свириме само поп, го поддржуваме и попот и рокот. Каква е публиката, таква му е и музиката. Така, прецизираме и повеќе на македонска музика и си ја сакаме и традиционалната македонска народна музика и таа не ја занемаруваме воопште по свирки, така. Браво. Во однос на амбиентот, сепак. Слободанче, спремај се, еве го каде е Велес. Да, јас половина час. Во Велес многу поодамна. Би сакала навистина да појдеме и ме интересира еве само накратко пред да го погледнеме и да уживаме во спотот, каков е животот во Велес во ноќните часови, според ова што го кажуваш, функционира така? Функционира добро, да. Бурен живот, интересен живот, Браво, да, има што да се види реално, да. Мислам дека имаме добра градација во одсек на минатово време, така да А излегувате и од Велес? Молам? Излегувате ли од Велес со вашите настапи? Претходно, пред околу 4 години, повеќе бевме надвор, него ли што бевме локално, ама сега со оглед на работите сакаме да работиме и да бидеме фокусирани малце поише. Сакаме само околу велешкаа публика да бидеме и така да си работиме на нашиве проекти, па во иднина зошто да не сакаме и на некое поголемо платно, живи здрави. Ке даде Господ, мислам дека ќе стапнеме, да, на некој поголем чекор. Да, и убаво вака ќе дознаат сите за вас и од Велес, во Велес, сите ние ќе одиме во Велес. Доста само во Скопје се врти се. Ајде, нека се враќа Симеон од Левкада и доаѓаме на една ваша вечерна свирка. Многу ти благодарам што дојде ова утро. Благодарам и на вас, ми беше стварно голема чест и задоволство што на оваков начин, на преубав начин ја испромовиравме оваа песна. Ми за прв пат вакво телевизиско искуство. Нека тргне работата, еве првите работи никогаш не се забораваат и драго ми е што сме дел од твоите и вашите. Благодарам од срце. Почетоци, а сега позиционирајте се бидејќи нарете промоција светска на првата композиција на бендот Cosplay, така. Така е.